Возачи внимателно, 20 км на час возење побрзо од дозволеното врза скопјанец во инвалидска количка. 56 годишниот Хакеа Мекич веќе 26 години е неподвижен по сообраќајна незгода која му се случила пред 3 децении на враќање од работа. Возевме по еден локален пат близко до Скопје. Таму имаше ограничување 60. Ние не возевме 60. Млади, не размислувавме многу, за да стигнеме побрзо, 80 возевме. Наидовме на песок, излетавме од пат, се превртивме, двајца бевме у кола и денеска веќе 26 години ние и двајцата сме во инвалидски колички. Токму возењето над дозволеното е една од најчестите причини за сообраќајни незгоди. Причина, круцијална грешка која што прават возачите кои што учествуваат во сообраќајни незгоди, тоа е брзината на движење. Но исто така не помалку тука не заостанува, значи недржењето на страна и правец кое што пак е во корелација со брзината на движење, непочитување на првенство на минување, значи имаме флагрантно кршење на однесувањето на правилата и прописите при наидување во зона на сигнализирани крстосници. Најризични кога во прашање е брзината на движењето се возачите постари од 60 и помлади од 25 години. Возач почетник да учествува во сообраќајна незгода, ризикот е 3 до 4 пати поголем во однос на останатата категорија, значи на возачи. Генерално ризикот кај овие учесници произлегува пред се од неискуството, понатаму желбата за докажување на пред своето друштво. Овие две старосни групи се најчестите жртви во сообраќајните незгоди. За среќа, нивниот број во последните 2 години се намалува. Ако во 2013 беше некаде околу 190, сега се некаде околу 150 или 145. Без разлика, да се успее еден живот човечки да се спаси, значи би било навистина успех. Генералната слика за државата не важи и за источниот регион. Имено, за првите 3 месеци од годинава се случија 6 сообраќајни незгоди со смртни последици. За споредба, лани за цела година истокот на патиштата изгуби 7 мина.